Благодарам, господине председателе на Комисијата за мандатно-имунитетни и деловнички прашања. Јас на почетокот имав еден концепт за зборување, меѓутоа дел од вашите коментари ме повлекува да почнам со нешто што вие го кажавте. Реченицата кај што кажавте дека собранието треба да покаже дигнитет. Колега Богоевски, дигнитетот овој парламентарен состав во собранието го има изгубено. Овој парламентарен состав го има изгубено дигнитетот од причина што во последните 2 години имаме 8 барања за симнување на имунитет на колеги пратеници. Значи, земено вака процентуално, на секој 3 месеци по едно симнување на имунитет имаме во овој пратенички состав разговара. Или, да ви преведам, тоа е скоро 25% од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Зошто го потенцирам ова? Затоа што во проверката на стенограмите и информациите од собраниската веб страна, видов дека имунитет во изминато се симнувало само на опозицијски пратеници. Вие формиравте едно тело за помирување, кое што ја го нареков тело за порамнување, во кое што сакавте да ги изгладиме односиве во собранието на Република Македонија, меѓутоа гледам дека по дискусиите кои што ги имаме денес и за тој несреќен случај 27 имаме амнезија што се случуваше и како квалификуваме одредени работи за истиот тој 27, кој што би рекол да не се повтори никогаш повеќе во Република Македонија. Господинот Трајко Велјановски, за кого што разговараме денес и за кој што имаме точка на дневен ред, барање за одобрување притвор на пратеникот Трајко Велјановски, поднесено од Основниот суд Скопје 1, Оделение за организиран криминал и корупција, со број тој и тоа е целата информација која што ја имаме ние како пратеници. Дополнително имавме прилика да ни каже самиот колега пратеник и 10-годишен председател на Собранието на Република Македонија, кој што, патем речено, има изработено многу во воспоставување на процедури и начин на работа и деловник во Собранието на Република Македонија, и ние како колеги пратеници денеска без никакви дополнителни информации се дрзнуваме да разговараме за последната мерка, а тоа е мерка воведување притвор, иако нема никакви индиции, дури има и пракса дека истиот пратеник, по барај Трајко Велјановски, на покана на обвинителството се јавил и дал исказ. Истиот тој распит се случил во јануари 2018 година. После тој распит, обвинителството поднесува обвиненија и обвинителен акт во кој што не е офатен колегата пратеник. 33 осомничени се јавија и учествуваа на судскиот процес. Зошто не е поднесено обвинение и не се води судски процес против колегата Трајко Велјановски и во текот на процесот да се потврдеа тие обвиненија или да се отфрлат обвинението против нашиот колега, си знае обвинителството. Доколку, јас сум сигурен, доколку имале било какви докази дека председателот на собранието во минатите 10 години сигурно ќе беше дел од тој процес. Знаеме како помина процесот за 27, затоа и го прескокнувате тој дел од вашите дискусии, со темни данки, лажни сведочења, контраверзности, контрадикторности, оние што ги одбивавте да присуствувате во салата додека зборуваа, потоа беа на некој чуден начин ваши пријатели и ова не представува ништо освен политички прогон против високи функционери на ВМРО-ДПМН и државни функционери од тој период. Ние не сме тие, ќе речете дека што треба да го цениме обвинителниот акт и се согласувам со вас, меѓутоа
симнување на имунитет на колега пратеник треба да представува барем малку грижа на совест на сите наши колеги. Затоа што адхок го симнавте имунитетот на дел од пратениците, им го против истите тие не беше поднесен обвинителен акт и истите беа ослободени и не влегува во судскиот процес. Остана само срамот на собранието и на овој парламентарен состав, дека колеги на колеги, само по барање на судот, им го одзедоа имунитетот, а тие колеги пратеници, потоа, сведоци сме сите, не беше така одамна, не беа вклучени во судскиве процеси. Дали мислите или дали знаете како тие колеги пратеници и нивните семејства се чувствуваа во тој период, кога специјални полициски сили во ноќните сати им ги разбиваа вратите во домовите и после неколку месеци вие им го симнувавте имунитетот, беа однесени во судот, се вршеа испрашувања, сослушувања и после неколку месеци истите тие колеги беа ослободени, односно не беа вклучени во обвинителниот акт кој што беше поднесен. Затоа, колеги пратеници, јас би замолил внимателно да се однесуваме пред сите овие мерки. Колегата Трајко Велјановски, председател на Собранието на Република Македонија, 10 години беше председател на овој законодавен дом. Авторитетна личност, личност со свој дигнитет, кој што ние како колеги пратеници за секој од нас треба да се грижиме и да не дозволиме да се посегнува директно по последната мерка која што судот може да ја изрече. Има доволно мерки, има можности, имаме пракса дека колегата се јавувал редовно кога бил повикуван од страна на обвинителството, да дозволиме да не го срозуваме и дигнитетот на собранието, правејќи го ова едни на други, да донесеме одлука од која што ќе се срамиме еден ден, затоа што навистина овој парламентарен состав е за срам. 8 барања за одземање на имунитет во само 2 години не е убава пракса која што ја воведуваат. И да не заборавиме она што се случи вчера. Значи, луѓе од куќен притвор ги однесовте во шутка и се случи тоа што се случи. Дали е случајно или не, ќе покаже времето како за се што покаже во Република Македонија. Меѓутоа, човек за кој што исто така зборувавме, дека редовно се јавува на сите судски рочишта, по сите судски предмети, од куќен притвор, без никакви индиции дека ќе ја наруши мерката, го однесовте таму да биде линчуван и да дозволите да институциите во Република Македонија и се потврди фактот што во одреден период одредени личности го кажуваат не се сигурни и се место за линчување на неистомисленици од политички партии. Дали ви е целта во период пред изгласување, да речеме во понеделник имаме закони системски за кои што имаме начелен договор да бидат изгласени, затоа што забелешките на ВМРО ДПМН не беа прифатени, работните групи разговараа, помина во најдобар ред, се случи ова и ВМРО ДПМН биде единствениот виновник за неуспешното добивање од извештајот од Европската комисија, не знам, меѓутоа, она што одредени личности, функционери поранешни на ВМРО ДПМН го кажуваа, а тоа е дека се плашат по своите животи, вие го потврдивте. Сакале или не да го кажете тоа, вие го потврдувате тоа и ставате печот на линчот кој што го правите врз ВМРО ДПМН. Дали со ова сакате да предизвикате страф кај граѓаните во Република Македонија на очи претседателските избори, на кои што знаете како стоите и дека народот на Република Македонија ќе ве казни за сето она што го излажавте во изминатиот период, а не го остваривте, и за сето она што не го ветивте, а го правите, како непотизмот, како тендерите во 4 очи и сите други работи, да не навлегувам во
политички дискусии затоа што имаме навистина конкретна тема. Треба да одговорите вие, меѓутоа јас уште еднаш апелирам на внимателност, на разбраност, на размислување пред донесување на одредени одлуки. Затоа што по тоа што ни го кажа колегата Трајко Велјановски, дека е обвинет, дека во својство на председавач на собранието требало да не овозможи избор на председател на собранието од новото парламентарно мнозинство, дека спротивно на член 78 од став 2 од деловникот, кога тогаш пратеникот Оливер Спасовски го поддржале 10 пратеници, се повикувате на член 78 став 2 од деловникот на Република Македонија, кој што вели дека во текот на седницата по предлог на председател на собрание, предлагачи или пратеник кои го поддржуваат најмалку 10 пратеници во собранието без претрес, одлучува по секој предлог за измени на редоследот на претресот на точките од дневниот ред, односно да се води единствен претрес по точките од дневниот ред што меѓу себе се поврзани. Образложението на предлогот е во трајање од 3 минути. Меѓутоа, како што кажавме и како што е обвинението од 20 за тој ден и за 27, како што рекол колегата пратеник во тој период Оливер Спасовски, исто такво барање имаше и на 26 и на 25. Меѓутоа, ниту тогаш, ниту во обвинението не се погледна членот 80 став 2, во кој што вели дека претресот трае додека не се исцрпи листата на пратеници кои се пријавиле за збор. Листата на пратеници кои се пријавиле за збор по претресот по таа точка не беше завршен, колеги пратеници. Така да дел од тоа што се наведува во обвинението ви паѓа во вода. И вие тоа добро го знаете и тоа беше дискутирано на претресот на таа точка не знам колку пати. Да се најдат одредени обвиненија, за да се деградира колегата пратеник, е навистина, посебно кога во моментиве се кажуваат завршните зборови по однос на судскиот случај од 27, е навистина дегутантно и навистина не можете да ме разубедите дека ова нема некоја политичка заднина, затоа што човекот е тука. Човекот, доколку биде обвинет, ќе се јавува на нарочиштата, човекот се јавува на нарочиштата и има можност со други алатки, односно со други мерки кои што ги има јавното обвинителство, да биде редовно присутен и да се појавува на сите судски рочишта во однос на судски процес доколку се води. Да не зборувам и за сите овие други точки во обвинението кои што му се нанесуваат, ќе се задржам само во делот кај што ние зборуваме, значи мимо тие пораки кои што ги разменувал колегата пратеник, дека му дал ред на збор за пратеникот Зекирија Ибраимов. Колеги пратеници, колега председател на оваа комисија, го знаете деловникот, дека на барање на координатори или заменици координатори за процедурално, председателот на собранието е должен да му даде збор, иако процедурално, иако координаторот или замениците координатори не се пријавени за збор. Така да, колеги пратеници, немојте да се повикувате на тоа дека ова било барање на судот и ние треба да се произнесеме по него. Ова е политичка одлука, за која што ние, знаејќи за кого се дискутира, гледајќи за кого се работи и штитејќи ја пред се институцијата, можеме да го одобриме или да го одбиеме истото. Навистина, уште еднаш ќе кажам дека осум симнувања на имунитети на колеги пратеници, за кои што еве излезе дека имунитетите сме им ги симнале, во тој период и нив пред самото обвинение ги обвинивте, излезе дека нема ништо во целата таа работа и дека ние како парламент сме паднале на испитот, а тоа е заштита на дигнитетот и на институцијата Собрание на Република Македонија и на нас како колеги пратеници кои што треба да работиме и за кои што јавно повикувате дека треба да се створи клима, дека треба тоа тело за помирување да почне да функционира, меѓутоа гледаме дека
од тоа тело за помирување, барем ние колегите пратеници од опозицијата, некако мене ми стои како некое друго тело, а не тело за помирување, да не употребам некој полош збор, затоа што сепак сакам да внимавам на дигнитетот и на нас како колеги пратеници и на Собранието на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам, колега Мицевски. Дали имаме барање за реплика? Краток ви. Повелете, колега Костов. Колега Мицевски, во вашето излагање се повикате на член 78 и на член 78 став 2 и член 80 став 2. И тогаш, и денес, и тогаш председавачот, и денес, меѓутоа така ви одговара, ги толкувате одредбите од деловникот, онака како што вие, како што оди во ваш интерес. Да ве прашам, член 80 став 2, претресот трае додека не се исцрпи листа на пратеници кои се пријавиле за збор. Колега Мицевски, се извинувам, дали ме слушате, да. Дали претресот што се води по одредена точка е дел од тек, односно е дел од седница на Собранието на Република Македонија? Ако е да, тогаш членот 78 став 2 веди во текот на седницата и никаде во овој член, ниту по дополнителен во деловникот, никаде не стои ограничување дека додека трае претресот не може да се помине на друга точка на дневен ред. Значи, вашите толкувања воопшто не држат. Исто она како што не држи, она преска што го кажав, дека Трајко Велјановски можеше да биде председавач, имајќи предвид 27 години напред како се бира председател на собрание. Сето тоа, а и овие 4 точки на кои се повикувате, или зошто обвинителството во март 2018 немало обвинение, затоа што обвинителството не работи само врз основа на еден доказ, може би тогаш сметате дека и требаат и дополнителни докази. Се на постапката утврдиле дека имат дополнителни докази и поднеле барање. Искрено да ви кажам, за мене, господин Трајко Велјановски, и надвор од овие 4 точки, и по сите закони и по устав на Република Македонија, е одговорен за настаното што се случи на 27. И тоа од причина што беше прв меѓу сите пратеници, беше председател на собранието и директно одговорен по сите закони во Република Македонија, има објективна одговорност, ако не и субјективната нема да навлегувам, меѓутоа објективна одговорност и како, ради тоа што тој е тој што требаше да обезбеди заштита на животот и здравјето на пратениците во собранието на Република Македонија на 27. Се што се случуваше во ова собрание, директна негова одговорност, по објективна одговорност, не зборувам за субјективната. Субјективната ќе се ја докаже собранието, судот во текот на постапката. Ви благодарам. Благодарам, колега Костов. Контрреплика, господин Мицевски. Колега Костов, вие сте правник, вие сте адвокат. Ви благодарам на доблеста што имавте, вака вие од другиве колеги, да ја кажете пресудата. Ја кажавте пресудата, колега Костов, барем имавте доблест тоа што вие како политичка партија и коалиција сакате да се случи, го кажавте, можеа да видат и медиумите во Република Македонија. И не би сакал повеќе да се задржувам за ова, затоа што презумцијата на невиност како адвокат, ако некој треба да ја знае, барем вие треба да ја знаете, ова е повеќе за македонската јавност, да види дека сето ова што го правиме е се со една цела, тоа е тоа што го зборуваме во изминативе месеци, дека 27 селективно се толкува, дека 27 и правдата и правдината во Република Македонија се заробени од власта во Република Македонија. Тоа не е наше мислење, значи тоа го имате веќе во извештаите на истиот тој Прибе кој што доаѓаше во Република Македонија да прави скрининзи за целата ситуација. Во најновиот извештај од господинот Прибе се зборува и за правото и правната држава и за корупцијата, меѓутоа тоа е друга тема. Колега Костов, вака, од 2000 година ги имаме записниците за секоја седница во Собранието на Република Македонија. Најдете ми само еден случај, каде во тек на претрес, од 2000 година до денес, во тек на претрес, на средина на претрес, е прекината точката и е поминато на друга точка по дискусија.
Немојте парцијално да го гледате деловникот. Значи, велите, член 78 став 2, во текот на седницата по предлог на председател или пратеник со подршка од 10 пратеници може да се промени редоследот. Меѓутоа, член 80 став 2, претресот трае додека не се исцрпи листата на претрениците кои се пријавиле за збор. Пратениците се пријавуваат за збор во рок од 1 минута по отварање на претресот. Листата на пратеници не може да се менува и дополнува во текот на претресот. Ние имавме претрес, се фативме сега за некоја работа, банална во цела работа, после вашево обвинение на колегата Трајко Велјановски, меѓутоа, вашата пресуда се извинува, не обвинение. Значи, имавме претрес, до завршувањето на претресот не може да се менува дневниот ред. Тука ќе завршам затоа што пресудата ваша, вие која што ја кажавте, е доволна за сето ова и за целата оваа парада која што ја правиме денес. Ви благодарам.